И покрај тоа што денеска е државен празник, кампањата за локалните избори продолжува со несмален интензитет. Политичките партии и коалициите одржуваат митинзи, средби со граѓани, а прилично се активни и на социјалните мрежи. Во денешната изборна хроника на Прва Скопска телевизија, покрај извештаите од настапите на кандидатите за Скопје, скопските и околните општини, ќе можете да проследите и интервјуа со тројца кандидати за градоначалници: Дарко Костовски од ВМРО ДПМН за Бутел, Жика Стојановски од СДСМ за Илинден и Александар Димитриевиќ од Левица за Ѓорче Петров. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски на денешната пресконференција го представи еден од 7 столбови на неговата изборна програма. Скопје, град на слоеви, град на култура. Скопје е град што ја раскажува својата историја преку скупи, чаршијата, калето и аквадуктот. Тоа се символи на историскиот и општествениот континуитет на нашиот град. Но мора да признаеме, овие места со години се запоставени. Аквадуктот пропаѓа, Скопје е заборавено, калето без живот, а чаршијата полекано сигурно ја губи својата автентичност, рече Ѓорѓиевски. Тој нагласи дека време е културното наследство да престане да биде жртва на негрижа и да стане извор на гордост, енергија и нов живот. Амар Мециновиќ, кандидатот на Левица за градоначалник на Скопје, на синоќешната средба со центарци, изрази задоволство што неговата партија е голем фаворит за да влезе во втор круг на изборите за главниот град. Некој ден избореше пред 4 години дека ние сме потенцијален фаворит пред СДСМ за да влеземе во втор круг во град Скопје, тоа не би му верувале. Јас мислам дека скопската кампања ќе донесе позитивни резултати за сите скопски општини. Ќе згазиме, секој ден ќе бидеме на терен помеѓу граѓаните. Вие ќе бидете нови сили во Советот. Левица веќе не е партија на јабанџии. Ова е партија која ќе го детронизира монополот на ВМРО и СДСМ, порача Мециновиќ. Со цел поголема ефикасност и одговорност во управувањето со градот, кандидатот за градоначалник на Скопје од ГРОМ Александар Трајановски најави системско пренасочување на ингеренциите за комуналната хигиена и сообраќајната полиција под надлежност на градот. Комуналната полиција ќе има превентивна улога во спречување на создавање диви депонии, палење отпад и несовесно постапување со ѓубрето. Со воведување на строг мониторинг и лиценцирање на сите транспортни возила за градежен шут и каваст отпад, ќе се обезбеди јасно следење на нивното движење и на местата каде отпадот се одлага, изјави Трајановски. Граѓаните од Стајковци се чувствуваат запоставени и разочарани, затоа што нивните проблеми никој не ги слуша. Но сите добро се сеќаваме на времето кога СДСМ ја водеше општината. Тогаш Стајковци за прв пат доби градинка за најмладите, која користат и децата од околните населени места. Тогаш за прв пат добивме и спортска сала во основното училиште. Се асфалтираа сите улици и се реализираа проекти кои вистински го подобрија животот на граѓаните. Затоа Стајковци заслужува да продолжи да се развива. Овие панели не се шминка, тоа е работа, тоа е визија, тоа е енергија. Имаме фотоволтаични панели во сите 10 училишта и тоа не е ветување, тоа е факт. А сега најавуваме нова фаза. Од потрошувачи, училиштата ќе ги претвориме во произведувачи и продавачи на електрична енергија. Ќе произведуваат повеќе од тоа што трошат, ќе враќаат електрична енергија директно во системот и ќе станат мали енергетски центри, но со многу голема општествена улога. Стефан Андоновски, човек со кој што имам исклучително добра соработка и поддршка во делот на имплементација на предсе на дигиталните алатки во рамки на општината. Најавивме дигитализација целосно на општинските услуги, исто така дигитализација на веќе постоечките системи, нивна надграба, она на што посебно сум горд што е инвестиција на општината Ѓорче Петров. Тоа е целосно нов ГИС систем, географско-информацијски систем кој што до сега го немаше општината. Ние го имаме во тест период и наскоро ќе биде достапен за јавноста. Тука сме денеска на улицата Максут Садик, значајна улица која што го поврзува Чаир со булевардот Никола Карев, со Универзитетот Мајка Тереза,
и со значени делови од градот. Символиката е во тоа што завршува проектот Максут Садик, проект 220.000 евра по сите стандарди за краток временски период. Пораката е дека тоа што ветува мојот против кандидат за наредниот мандат, ние ги завршуваме уште пред да почне мандатот и ќе продолжиме и поинтензивно. Кандидатот за градоначалник на општина Чаир од Националната алијанса за интеграција предводена од ДУИ, Бујар Османи, на денешната пресконференција ги представи клучните здравствени проекти од неговата изборна програма. Тој најави воспоставување на мобилна болница како караван кој секојдневно ќе биде присутен во различни населени места, каде граѓаните ќе можат бесплатно да направат превентивни здравствени прегледи. Секој ден во едно мало ќе има мобилна болница во која граѓаните доброволно ќе можат да направат превентивни здравствени прегледи. Ова е многу важно, не само за откривање на поединечни случаи, туку и за зголемување на општата свест, рече Османи.